Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 60 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Џонимир Трајковиќ беше еден од лидерите на косовските срби во текот на 80-те години. Една од најмаркантните фигури во тоа српско политичко милје на Косово некаде пред 30 години. По врвот на својата кариера станува советник или главен советник на Слободан Милошевиќ некаде до 95-та година, а од 94-95 до 97 година е советник на Радован Караџич. Во ова интервју, во емисијата во Центар, господинот Трајковиќ кажува одредени шокантни работи. Меѓутоа знаете, како е мотото на емисијата. Вие имате право да знаете вистината. Џонимир Трајковиќ. Да. Наш вечерашен гостин. Вашата биографија вели дека од 90-та година до 93-та година советник на Слободан Милошевиќ. А од 94-та до 97 година Слободан, односно советник на Радован Караџич. Да. И sad има еден званичен дел, кад сам ја био. Јас сам почeo sa Милошевиќем да радим од 85. Значи од 1985 година. Да. Кој Милошевиќ е во Техногаз или е во Беобанка? Не. Tad je on već bio predsednik gradskog komiteta. 1985. Значи ви имате и предходен минат труд, значи пред да станете советник на Милошевиќ. Pa kad sam bio u onom kosovskom pokretu, mi smo se stalno sretali i onda sam mu ja rekao, hajde da napravimo da vi preuzmete funkciju predsjednika. Значи она изјава која дава, никој не може да ве тепа или никој не спее да вас бие, тоа е, значи, вие сте на некој начин неформален советник на Слободан Милошевиќ. Јест. Колку чини една хибридна војна или колку чини или колку средства се потребни за рушење на една легално избрана влада на Балканот, било да стане збор за Бугарија, за Србија, за Македонија или евентуално за Грција. Господин Трајковиќ, додека сте советник на Милошевиќ и на Радован Караџич, имате средби со високи представници на сите мокни странски служби и на странски држави кои се заинтересирани на просторот на поранешна СФРЈ да се створи тоа што треба да се створи. Врз база на тие разговори со дел од представниците на странски држави и странски служби, вие правите одредена карта. Таа карта ја дели Македонија на два дела. Еден дел, поголемиот или 2/3 од Македонија, припаѓа во раце на Албанија, 1/3 во раце на Бугарија. Да. Тоа е малку различно од тоа што нели бугарите смета дека треба да се случи. Тие смета дека 2/3 треба да припаднат во раце на бугарите, 1/3 во раце на албанците, или тоа што Лавров минатата и предминатата година во Руската дума го кажа дека Македонија ќе биде предмет на поделба на Бугарија и Албанија. Од кога е оваа карта? Што вие ја објавувате? Обавештајних извора, немачких обавештајних извора, ајде тако кажем. Ова карта е резултат на вашите разговори и контакти со германските служби? Па sa tim raznim službama dođete do saznanja šta oni planiraju. Значи таму линијата помеѓу бугарскиот дел на Македонија и овој албански дел е помеѓу Велес и Свети Николе. Да, углавном тај дел. Tu je granica, ali ono što je najgore, vi se ne pominjete da postojite uopšte. Kao Makedonija, kao narod makedonski. Имате една операција која во дел од вашите текстови и анализи вие нарекувате врук ветар. Што е таа операција? Ta operacija je trebala da usledi odmah posle NATO bombardovanja Kosova i da dođe do nestanka Makedonije. Jer to je Lord Owen u razgovoru sa Miloševićem 86. negde sredinom 96. Onako iznenada na blef pitao Miloševića, a dobro, koliko mislite da će Makedonija da opstane? Jer se tad pričalo o Bosni i ja sam bio prisutovan tu sa Radovanom Karadžićem, tom sastanku. Znači, vi ste lično prisutni na ta sredba? To je bio malo širi krug, da tako kažem. Bili su Oven i Stoltenberg, Milošević i Karadžić i tako dalje. Lordo David Owen. Molim? Lordo David Owen. Jeste. To je човекот кој прв го дава тој предлог за нова Македонија 93-94 година. Значи, човек длабоко инволвиран во југословенската криза. 96. On je već bio upoznat sa ovom kartom.
da Makedonija ne postoji. Lordo David Owen. Da. Golemi I onda prijatelj. provocira Miloševića. Znači I ga pita provocira. ga. Da. Iznenada, pričalo se o Bosni, Hrvatskoj Znači vi i tako razgovarate za dalje. Bosna i I od onda- nikade. Jeste. I onda odjednom on mu kaže, pita ga, pa dobro, a šta mislite, koliko će Makedonija da opstane kao država? Milošević malo time out uzme, popije malo viski i kaže mu, pa ja mislim jedno 10-15 godina možda. To je bilo 96. I on kaže, a mnogo ste im dali. Toliko neće opstati kao država. I prekida se razgovor. Toliko. Kao da Makedonija tu nije ništa važno. Dobro, ne daje nekoja procenka Lordo Owen koliko to je očekova da kakve Lord izdrži Owen je mislio Makedonija? da će, tačno je, Lord Owen, to je 96. sredinom. 99. je bilo bombardovanje. On je računao, hajde, 2000. 2001. i da vruć vetar očisti Makedoniju. Znači, Lordot Owen i dava na Makedonija rok od 5 do 6 godini Da. od ta 96. godina da može da prežive. Da, toliko. Znači, samo 6 godini. Znači, nije 2001. godina, bevme pečeni da bideme podeljeni. Potpuno. Zato se i dogodilo ona pobuna Šiptara koja se... Albanca. Da, to je navredljivo u Makedoniji. I zato ste bili primorani da pravite one ohridske sporazume i tako dalje i tako dalje. Има едно интервју со тогашниот председател на собрањето на Република Македонија, Стојан Андов. Да. Тогаш во Македонија 2001 година беше актуелна една голема афера, тоа е размена на територии помеѓу Македонија и помеѓу Албанија. Односно, македонската страна сметаше дека војната може да оди во некој несакан правец, а како може војна да оди во несакан правец ако вие сте нападнати од 200 терористи, Да. или во наводници борци за човекови права. Андов ми рече дека тогашниот председател на собранието дека тога се разгледувала некоја линија, дека таа голема Албанија би дошла до самата граница на Свети Николе. Управо така. Ова ваша карта, Да. тоа го потврдува. Дека границата на голема Албанија требало да биде тамо некаде помеѓу Велес и Свети Николе. Ја сам то у jednoj анализи на redu je Makedonija izneo tu kartu. Ovo geopolitika, анализата што ви. Jeste, koje, to je pisano još 2012. ja mislim, tako Значи nešto. некаде пред 6 години. Tako. И горе-доле све се потврдува. Sve. Na moju žalost, da kažem. Бога ми и на моја I жалост. na vašu, da. Како македонец. I na vašu. Ide još uvek tim putem, ali neće oni uspeti da to realizuju. Еве таа карта, почитувани гледачи, за која говори господинот Звонимир Трајковиќ. На таа карта јасно се гледа дека левиот дел на Република Македонија или западниот дел, централно-западниот дел на Република Македонија потпаѓа или би требало да потпадне во раците на некоја голема Албанија, а десниот или на некој начин тој југоисточен дел на Република Македонија или источен дел на Република Македонија треба да потпадне во раците на некоја голема бугарска држава. И точно оди линијата, значи десно од Команово помеѓу Велес и Свети Николе, доле кај Неготино и после Гевгелје кај Кожув планина се спушта кон Република Грција. Тоа е картата за која говори господинот Звонимир Трајковиќ. Тоа е карта која, како што самиот вели, е направена врз база на одредени интензивни контакти и комуникации со представници на германските тајни служби. Вие што сте следеле редовно емисијата во Центар, се сеќавате на едно интервју со господинот Стојан Андов од пред неколку години, каде што разговаравме за војната во 2001 година. Тогаш директно го прашав која беше основата да се влезе во тој процес на размена на територии или предлог за размена на територии помеѓу Република Македонија и Република Албанија, и тогаш Андов беше категоричен дека тие имале сознание дека границата на таа голема Албанија за која се борела УЧК треба да оди некаде до близината на Свети Николе или помеѓу Велес и Свети Николе. На тој начин со изјавата на господинот Андов на некој начин или 100% се потврдува ово што кажува вечера господинот Звонимир Трајковиќ. Кој е автор на оној проект или она стратегија или оној концепт за размена на територии? Проблемот за размена на територии прво се појави како проблем на барање на територии од Македонија.
оние првите 5 соопштенија на ОНА, кои ги кажува и границите до каде е албанско во Македонија, ако се сеќавате. Там беше, мислам, и Свети Николе, или Свети Николе минеше границата, или па Свети Николе веќе беше внатре, па меѓу Штипи и Свети Николе. Велес беше таму. Ова е книгата на господинот Дејан Лучич. Тој е најпродаван писател во соседна Србија, кој пишува шпионски романи и геополитички анализи. Името на книгата е Професори на смртта број 1 или носечкиот наслов Носачи на ковчези, односно луѓе кои носат ковчези. Тука ќе ви раскажам една кинеска поговорка која мислам дека на најдобар начин ја осликува сегашната ситуација не во Република Македонија, не само на Балканскиот полуостров, туку секаде во светот. А тоа е дека од тврдото дрво, како што велат кинезите, се прават сандуци за погреби, а дека од мекото дрво се прават украси. Знаете, ние можеби треба да бидеме тврди во одредени моменти, меѓутоа клучно за нас е да научиме да бидеме меки, да бидеме украс и да научиме како со најмала потрошувачка на енергија да ги оствариме нашите национални цели. Дејан Лучич, професори на смртта. Кои се професори на смртта на Балканот? Profesori smrti su oni koji organizuju ubistvo, recimo, Olivera Ivanovića, Zorana Đinđića, u budućnosti nekog predsjednika, recimo, na Balkanu, koji štrči, koji ne sluša ili laže, obećava jednima pa drugima, pa mu onda jedni i drugi pošalju nekoga glasnika, kaže, Svilen Gajtan ti je spreman ako ne uradiš. A on je u kontradiktornosti. Ako jedno uradi, obesit će ga drugi. Ako uradi suprotno, obesit će ga onaj prvi. Imate некој фаворит кој би можел да биде прв на целта или нека новија професори на смртта? Na top listi obično je onaj koji misli da je nedodirljiv. Tradicija kod Amerikanaca da ubede nekoga da ga vole, napumpaju ga, to je bankara, ne Amerikanaca. Sjetite se da su bankari sa Wall Streeta i Citya londonskog napravili komunizam. Pa su onda napravili Hitlera, pa su gurnuli Hitlera na Staljina. Pa su nestali 27 miliona sovjetskih građana, 6 do 8 miliona nemačkih građana i posle toga je došla okupacija Evrope od strane i Sovjeta i Amerike. Ви велите вака, многу се опасни британците. И половина ова ваша книга е посветена на британците. То се професори Oni на savršeno rade. Да. Oni vrlo često spasavaju Srbe, da vam kažem. Ако се британците опасни, русите се 5 пати поопасни. A zamislite kad se dogovore Rusi i Englezi kako onda glava postaje klimava. Не само климава, станува многу ефтина. Mislim, klimava hoće da padne. Hoće da padne. Во моментот имаме 3 клучни кризни жаришта во светот, или потенцијални кризни жаришта во светот. Едниот е регионот на Северна и Јужна Кореја и тамо полека се смируваат работите. Тој регион има голем нуклеарен потенцијал. Бидејќи има голем нуклеарен потенцијал, никој не би влегол во одредено замешателство да може да биде жртва на тој нуклеарен потенцијал, бидејќи Северна Кореја може со тој нуклеарен потенцијал да го нападне Јапон, островот Јапонија или некој од базите на американците во Тихиот океан, а може би со некои далекосежни ракети да стигне и до бреговите на Аљаска или до Сан Франциско. Од друга страна, второто жариште е регионот на Блискиот исток, Сирија и Иран. Се претпоставува дека Иран има нуклеарен потенцијал, тоа не е докажано, меѓутоа државите околу Иран исто така располагаат со нуклеарен потенцијал и исто така ниту една од големите сили не би се дозволила да влезе во некоја нуклеарна војна. И третото кризно жариште или жариште кое последните неколку години ферментира е Балканскиот полуостров. Тука нема нуклеарен потенцијал, а има 3 отворени прашања: Република Српска, Косово и Република Македонија. Знаете, ако имате 3 кризни жаришта во моментот во светот, кај што може да се измерат силите помеѓу русите и американците, и ако 2 од тие 3 кризни жаришта имаат или нуклеарен потенцијал, или имаат закана за нуклеарен потенцијал, тогаш што ќе одберете? Ќе го одберете третото кризно жариште, кај што нема нуклеарен потенцијал. Јас се плашам дека ако се елиминира опасност од Кореја, опасност од Сирија и Блискиот исток, останува Балканскиот полуостров, кај што американците и русите ќе си ги мерат силите. Вие велите дека Атлантска бригада требало да биде формирана 99-та година. Составена од 35.000 албанци. Она е била формирана. Атлантска бригада. Jeste. И која е после НАТО интервенцијата. Ona se raspala u toku NATO intervencije. Значи, тие 35.000 борци требале да маршират da uđu na Kosovo, da, triumfalno i во Приштина, I onda, da ta ista sila
Znači, to su i Albanci i, ajde da kažem, Šiptari ili Albanci iz Kosova, zajedno. Da, Albanci, formirali tu brigadu. Tu su učestvovali, u toj brigadi su bili i Sasovci britanski. U toj brigadi su bile Gurke britanske. Instruktori američki iz Foka i tako dalje. To je bila ozbiljna formacija. Ova? Da. Atlantska brigada? Da. Ali je ona razbijena na Košarama. Mi smo uspjeli da... granica tako pomeđu između Kosova i Albanije. Da. Naročito u jednom klancu, o tome je govorio i general Pavković, je u borbama poginulo jedno oko 650 Albanaca, Britanaca, Amerikanaca. Od teritorijata na Albanija da vlezat na teritorijata na Kosovo. Ima jedan klanac pored Košara, malo dalje od Košara. Oni su tu da teli da se probiju. Naši su to čvrsto držali. Duri bili koristeni i ovi helikopteri Apache koji se poletani u teritorijata. Nisu, tu su, pre toga je oborena su 2 Apača od strane naše vojske i više oni nisu koristili Apache kao pomoć. Znači 650 luge tamo se ubije. Tamo je poginulo. I onda su tražili od naše vojske da se obustavi sukob sa tom Atlantskom brigadom, da oni povuku poginule. I dobro, mi smo prihvatili normalno da se povuku poginuli, šta? Poginuli. I tako dalje. I to završilo tako kako se završilo. I nikad više tuda nisu uspeli da prođu. I veke следната година е соборен Слободан Милошевич. Jeste. Ви велите дека за соборување на Милошевич се потрошени $120 милиони. Ова ваша анализа во геополитика. Да, тоа е крупна бројка. Дали е тоа потребната цифра за да се сруши една власт? I dolazak Zajeva je koštao jedno između 30 i 45 miliona dolara. Znači Zajev je 1/3 Milošević. Da. Amerikanci su dali i zapadnjaci su dali te pare u Makedoniji, da se napravi ova smena. Imate jedan šokantен detal ili element ili segment во таа ваша анализа на геополитика кој би сакал да скоментираме. Некаде на 3 октомври 1995 година Глигоров е во официјална посета на Милошевич. Да. Се стереке тука во Добановце. Да. Во некои информации кои подоцнели беа пласирани во јавноста е разговарана за одредена царинска унија помеѓу Македонија, помеѓу Србија. Во еден временски период високи представници на грчкото разузнавање велат дека Грција и Македонија разговарале или преговарале за некаков облик на конфедерација. Значи тоа е 93-та, 94-та, 95-та година. Меѓутоа вие во таа ваша анализа велите дека албанците го имат извршен атентатот во Зглигоров на 4 октомври 1995 година, за да не се решат работите на штета на албанците на Балканскиот полуостров. Пазите, ви сте имали jednog jako pametnog političara, Kiro Gligorova. On je u raspadu Jugoslavije imao prilično fine kontakte sa Miloševićem i mi nikad nismo imali zato međusobno neke sporave, neke sukobe ili kao što se to događalo u Bosni, kao što se događalo u Hrvatskoj. Се повлекува Јена од Македонија, вие сте веќе советник на Милошевиќ, официјален. Кога Јена се повлекува од Македонија? Tad sam ja bio savjetnik Miloševića. I Kiro Gligorov, tada je Frškovski bio savjetnik Kire Gligorova. I onda smo ja i Frškovski ovako sa strane malo ćaskali, razgovarali, pa ono što direktno neće predsjednici da kažu, onda mi preko Frškovskog jedno drugome prenosimo, to tako ide otprilike. U diplomatiji da така se rešavate работите. Da se stvari malo opuste, da se izbalansiraju. I Kiro je bio vrlo mudar čovjek i on je u jednom momentu pitao Miloševića, kaže, mi ćemo da se odvojimo kao što se i sve republike odvajaju, ali ako nešto dole kod nas krene naopako, možemo li mi da se vratimo u zajednicu? Neko, šta znam. Ostale su tad samo Srbija i Crna Gora, ali se zvala i dalje Jugoslavija. I on kaže, jer mi može da se vratimo u Jugoslaviju. Kiro Gligorov. Kiro Gligorov. Koje godine je to? Pa to je negdje 92. otprilike. 92. 93. znači. Tako nešto može bude.
On je toliko bio unapred razmišljao o svemu. Mislite дека Pa i vaš referendum ima referendumsko pitanje da Makedonija može da se vrati. Добро, господине Треквич. Тоа дека албанците Da. сака да го спречат тоа и дека тие стојат за извршениот атентат врз Киро Глигоров е некоја ваша конструкција или имате одредени елементи, докази кои може тоа да го подкрепат, тоа да го потврдат? Pa ja sam direktan učesnik svih tih događaja. Svatate. Ja vam pričam ono što znam. To je atentat koji izvršili su Albanci, to se zna. U tim obaveštajnim krugovima i uopšte tim visokim političkim krugovima to se zna. Nije to nikakva tajna. Тоа не е тајна? Ne. To, za Srbiju to nije tajna. Дека албанците Albanci su izvršili atentat, čak, ja mislim da naše obaveštajne službe imaju i osobe koje su to uradile. Ime i prezime. Мислите дека и македонските служби ги имаат тие информации? Moguće. Ali nije vreme da se one plasiraju. Албанци од Македонија, од Косово или од Албанија? I to je bila jedna grupa koja je kasnije se pretvorila u ANU. Ваана. Aha. To su ljudi iz te grupe otprilike. Pazite, atentat ne mogu da izvedu Albanci. Neko im je pomagao sa strane. Ja ću odmah da kažem. Ovde vršljaju Britanci i Nemci za takve stvari. За такви операции. Da, za takve operacije. A Amerikanci, oni su kao đule kad treba nešto se sruši potpuno, ajde, buf, i tako dalje. А овие за суптилни A ove наводници. za neko da se ubije, neko da se smakne, neko ovo, neko ono. To je plan. To je nemačko-britanski plan. Значи, атентатот на Глигоров можеме да го ставиме во некој контекст на таа Pa i операција. Đinđića su ubili Britanci. Ja sam to napisao u sred vanrednog stanja. Господине Треквич, значи всушност атентатот на Глигоров е некоја претходница на таа операција Вруг ветар Jasno. за поделба на Македонија. Ne, nego za nestanak Makedonije. Pesnima. I da se ona podeli otprilike 2/3 Albancima, 1/3 Bugarskoj. Кога ќе погледнете структурата на најблиски соработници на Трамп, тамо поранешниот државен секретар или министар за надворешни работи господинот Тилерсон беше испратен во политичка пензија, на негово место беше донесен директорот на ЦИА господинот Помпео. Значи, еден нафтаж беше испратен во пензија, на негово место беше представник или донесен друг представник на мокното нафтено лоби во Соединетите Американски држави. Зашто се подготвува администрацијата на Трамп? Дали се подготвува за некој историски договор со Русија, како што го направи Северна и Јужна Кореја, или се подготвува за нов воен конфликт? Господин Лучич, како ги читате овие сигнали, например? Поранешниот шеф на ЦИА, сега е државен секретар на Соединетите Американски држави или министар за надворешни работи, а поранешниот јастреб или амбасадор на Америка во Обединетите нации господинот Болтон, сега е советник за национална безбедност на господинот Трамп, што е исклучително мокна фигура во таа хиерархија на безбедносните служби на Соединетите Американски држави. Значи, претходно таа функција имала господијата Кондолиза Рајс, па подоцна стана министар за надворешни работи. Значи, две клучни функции, како што е Министерството за надворешни работи и советник за национална безбедност, имат јастреби во американската политика. Значи, господинот Трамп, наместо да се ослободува од јастребите, без малку сите јастреби ги донесе во своето окружение. Зашто се подготвува Трамп? Трамп mora da se predstavi kao macho man, zato što je spinovan od duboke države ili permanentne države ili vladare i senke Američkih država, da je on čovek Putinov. Nije on čovek Putinov, niti je Putin Trumpov čovek. Trump je čovek pameti, ili bar pokušava da bude. Budućnost Amerike je u saradnji sa Rusijom. Budućnost Rusije u saradnji sa Amerikom. U toj priči dobit će batina Nemačka, koja se meša u tu priču, i dobit će oni koji budu smetali toj priči. Michael Pompeo je čovek familije Koch. Jedne jevrejske familije, stare jevrejske, četvrti po bogatstvu su Sjedinjenih Američkih Država. Znači, Michael Pompeo je njihov špic igrač koji zastupa njihove interese.
Stari Koh je trgovao i vadio naftu za Staljina i sarađivao sa Hitlerom. Alfred Koh, njegov sin, je sa Jelcinom pravio pare, sa Rusijom pravio pare, obogatio se i ostao u Nemačkoj, Alfred Koh. Ta braća Koh se bave biznisom sa naftom i gasom. Njihov je interes da prave pare sa Rusijama. Jaz imam čitao na vaše analizi, što vi se bavite i so popisni rezultati. Na to, koliko Albanci ima v Makedoniji, v Kosovo i v Albaniji. I velite дека od 1961. godina. A v poranešna Jugoslavija popisi se prave posle 61. godina na svih koji 10 godina, znači 61., 71., 81. godina, 91. godina je promašena, pa popis je napravljen duri 94. godina u Makedoniji. I дека nema popis, pa duri i v poranešna SFRJ Jugoslavija, koje ne je problematizirano od Albancите. Зошто сите пописи? Па и сега денес пописи на Косово, самите албанци кои ги спроведуват, ги проблематизираат бројките. Зошто? Zašto? Zato što ni na Kosovu nema 2 miliona Albanaca, kako oni kažu. Ima ih otprilike oko 1.080.000 do 1.100.000. Postoje metode da vi možete da izračunate na jednom prostoru danas. Postoje računice kako se to radi. I nećete pogrešiti više od 1.000. Tačno koliko stanovnika živi tu. U Makedoniji živi manje od 17% ili do 17,5% Albanaca. Ali da bi se dobile neke beneficije, na primjer, da budu konstitutivni narod. Tak, vtor narod. Jeste. Vtor država, otvoren narod. Postoji u Ujedinjenim nacijama da to treba da, znači, bude najmanje 25%. I onda su kod vas morali da prikažu da ih ima 25% i više. Вие велите, на пример, дека и во поранешна СФРJ Југославија постојат некаде 380.000 албанци кои живееле na Kosovu, a koji bez državljanstva. Без југословенско држављанство. Pa Fadil Hodža, član predsjedništva, nije imao državljanstvo jugoslovensko. Немаше држављанство. Ne. Ni on, ni Džavid Nimani. Dva ključna čoveka na Kosovu nisu imali državljanstvo. Од каде доаѓаат на територијата на Косово, од Албанија? Iz Albanije, da. Значи 380.000 уште во Титова Југославија. Jeste. Живеат на простор на поранешна Na СФРJ. prostoru Kosova i Metohije živelo, a nisu bili državljani Jugoslavije. Тоа е значи таа сива зона Tačno, која сега има држављанство. to je Tito dopustio da se, zato nije dopušteno Srbima da se vrate na Kosovo, kad su proterani, u toku rata od 1941. su proterivani i tako dalje. Kad se završio rat, 1945. nije dozvoljeno da se Srbi vrate. I taj prostor su popunili Albanci iz Albanije. Razumete? Tad je došao i Fadil Hodža i mnogi drugi. Девет Нимани и така. Jeste. To se događalo i na prostoru Makedonije, ali je to bila tajna, komunistička tajna. Значи ние денес на просторот на Македонија немаме 25, според вас, туку имаме 17,5%. Ja čak mislim ispod 17%. Некои бројки ве потврдуваат, или голем дел бројки ве потврдуваат во што кажувате, па дури и тие грчевити обиди да не се спроведи регуларен попис во Македонија, во Косово, па и во дел на Јужна Србија, ги потврдат овие ваши тези. Никош во Македонија, во албанскиот дел, не е спроведен регуларен попис. To su oni izričito zahtevali. Fadil Hodža je to zahtevao, zato je 61. Od 61. su pogrešni popisi pravljeni, štimovani popisi, da kažem, pravljeni, da bi se oni prikazali da su brojčano mnogo veći nego što jesu. Тие всушност се криеа за таа традиција, дека албанките живеат дома, дека никој не смее да ги гледа. Jasno, da. Дека затоа ги имате To je kao изградено objašnjenje. оние големи зидови кои, нели,
Всушност, да не куќите се улазе да не може да влезат непознати луѓе, мажи кои ќе ги видат така нивните жени и така натаму, дека тоа е дел од традицијата на албанците и дека врз база на таа традиција мажите запишуваат во пописните графи и документи колку нивната фамилија брои. Газд, домаќин куќе, ајде да тако кажем, албанац, он каже, имам толико деце, имам толико овог, имам толико оног, не видео ни ту децу, ни све тоа. 150.000 држављанства на луѓе кои се доселени во Македонија, албанци, првенствено од Косово, се поделени во текот на 90-те години во Република Македонија. 150.000 држављанства. Етничката структура на албанците во Македонија е сменета. Албанците сега дури развијат и друга теза, дека тие се жртва на геноцид до 4... геноцид? Па дека некаде до 1912 година, до 41-а... Никад не био геноцид, људи, сватите. Српската, нели, или поранешната ние од кралска... стране Србија, таман посла. А дека од 44 година до 56 година македонската комунистичка власт провела геноцид, а ако не бил тој геноцид, тие би биле барем равноправни по бројно со Република Македонија или со македонците во Република Македонија. Јели? Да, тоа е. Значи не само дека се 25, Слушајте, туку дека ќе биле они и чак 50. имају лажен попис за Албанiju. Они, kad pogledate neke tako publikacije koliko ima stanovnika, 3.700.000. Albanija nema ni 3.100.000 Жители. žitelja, ukupno stanovnika. Plus, što je, ceo južni deo tamo ima puno Grka, Да, има власи. da, ceo ovaj severni deo su Crnogorci i Srbi. Па добро, во текот на првата светска војна ми се чини, таму во тој јужен дел направена и влашка држава. Jasno. Значи влашка држава е формирана. Prema tome, te smicalice sitne, Математички игри. jeste, te igre, su sve u pravcu da se prikaže da je neophodno da se formira Velika Albanija. Значи тоа е есенцијата, To je cela priča. да биде формирана голема Jeste. Албанија. Sve te priče su samo pomoćno sredstvo da se formira, jer njih ima jako mnogo, nemaju gde da žive i tako dalje. Мала им е Албанија. Jeste, nije- По 3 држави мора да Nije бидат tačno. распоред. Pazite, na Kosovu ima 6 gradića. Samo 2 grada imaju više od 100.000 stanovnika, to je Priština i Prizren. Pa gde živi tih 45% Kosova su planine od 2000 metara. Pa gde žive tih 2 miliona ljudi? Ги нема. Da, pa nema ih, normalno da nema. ih nema. Razume. Не ги гледаме. Jest. To se stalno tako muva, to je po direktivama, to su Britanci tata-mata za takva muvanja i tako dalje. Oni guraju to u razne enciklopedije, u ovo, u ono. Господин Треклич, вие сметате дека таа сива зона на луѓе кои имаат држављанства Da? во Косово, во Македонија, во Јужна Србија, веројатно и во Албанија, всушност и ги решава сите избори во тие држави. Normalno. Oni, kad se, na Kosovu bar, oni se posvađaju oko toga ko je koliko prijavio više nego što ima. Малце повеќе. Jeste. Glasača više nego što ima, jer tamo ima, podeljeni su glasači na ove, na one i tako dalje. I kad dođu izbori za njihove organe na Kosovu, onda oni se svađaju oko toga, nema toliko glasača. Да, они пописот во Косово го проблематизират. Da, da. Drugo, oni su, Дури викат, нас pazite, на Косово нема повеќе од тоа што не попиша меѓународната заедница. mi smo u Srbiji morali da izdamo 230.000 pasoša kad sam ja bio savjetnik. Albancima koji nemaju potpuna dokumenta. 230.000. Ja sam to radio. Direktno. Кој Pošto sam bio s Kosova. кој ве натера? Molim? Кој ве натера? Кој ви рече да издадете 230.000? Pa hoće da idu, nema posla dole. I tako dalje. Hoće da idu u inostranstvo. Da bi išao u inostranstvo mora da mu daš pasoš. Svatate. Još je Kosovo bilo u sastavu Srbije. Da bi im omogućili da idu da rade, da nešto privređuju i tako dalje.
Nema državljanstvo, nema izvod, nema ovo, nema, ništa nema. Nigde nije upisan. I vi znači davate 230... I mi izdamo 230.000, ajde da kažem, fiktivnih pasoša. Znači, ni luk jale, ni luk mirisale, Jest. 230... Ajde, daj mu pasoš, nek ide, možda će da nađe negde posao i tako dalje, i tako dalje. Tad je napravljena greška, jer su ti mladi ljudi koji su otišli, tih 230.000, ovi su ih vrbovali, pa su bili po raznim kampovima obučavani za ono... UČK, OVK. Da. To će posle roditi te pobune na Kosovu. Дали ќе има трета светска војна во светот? До пред еден месец, веројатно 90% од вас, почитувани гледачи, потврдно ќе одговоревте на прашањето дали во светот може да има трета светска војна или дали на светот му се заканува трета светска војна. Сега малку се смирија тензиите, меѓутоа знаете, кога имате две доминантни структури, кога ке втората доминантна структура или најмокната сила во светот се случуваат внатрешни ферментирања, тогаш никој не може 100% да ја осврли или да ја исклучи опасноста и можноста дека во светот може да се случат одредени конфликти кои би наликувале на голема светска војна. Може нема да има трета светска војна, но никој не може да негира или да ја отфрли можноста дека во светот може да се случат силни регионални конфликти. Тамо на Косово некаде пред еден месец, министрот за внатрешни работи и шефот на косовската полиција беа сменети од господинот Рамош Харадинај, беа сменети бидејќи уапсија 6 припадници на тоа движење на Фетула Гюлен и ги екстрадира или ги пренесува во Анкара по барање на Тајип Ердоган. Хашим Тачи беше на некој начин пола-пола, Беџет Пацоли беше пола-пола, Рамош Харадинај се спротистави на таа акција и ги смени министрот за внатрешни работи и ги смени шефот на косовската тајна полиција. Тамо на Косово работите не се до крај чисти. Рамош Харадинај сега со помош на Вучи се појави првпат после 20 години и на српски говореше за еден српски национален медиум, тоа е Хепи телевизија. Што се подготвува всушност тамо на Косово? To je jedna pozorišna predstava. Erdogan je morao da pokaže svoje mišiće i svoju moć Albancima na Kosovu, koji su u prevelikoj ljubavi sa Amerikancima i apsolutno slušaju Amerikance. Ne treba zaboraviti da je Erdogan, druga država, Turska Erdoganova je druga država koja je priznala Kosovo i on ih je naoružavao sve vreme. Erdogan je bio njihov najveći prijatelj, a oni su njega izdali. Kao što ga je izdalo ne znam koliko, 10.000 ili 20.000 Albanaca i Bošnjaka koji su bili protiv Erdogana i učestvovali u puču, prevratu protiv Erdogana svoje vremena. Prema tome, on o Albancima nema lepo mišljenje. On nema lepo mišljenje ni o Tačiju, ni o Haradinaju, ni o Beđetu Pacoli. Beđet Pacoli je inače glavni čovjek Sorošev niste mi dozvolili da završim priču. Znači imamo Soroševe ljude na Balkanu, Ciprasa, Zajeva, Beđeta Pacolija, Vučića, koji glumi da je Sorošev protivnik. Imamo ovoga Edija Ramu u Albaniji. Edi Ramo uopšte nije Albanac, on je katolik Cincerin. Cipras u Grčkoj nije Grč, nego je Sefard. Beđet Pacoli je katolik koji je zarobovan za jugoslovensku vojnu obaveštenu službu sa 19 godina i služio u Titovoj gardi. Ali, ono što vi ne znate, Titova garda je već decenijama još za vreme Tita pod kontrolom, danas se ta služba francuska zove DGSE. Glavna je DST, to je ono gde je Jugoslav Petrušić radio i ona je u dobrim odnosima relativno sa Srbima i sa Rusima, jer oni gledaju da drže dobre odnose sa Rusima, jer ako se sukobe sa Nemcima, moraju da imaju protivtežu. A DGST, o kojoj ja govorim u knjizi Profesori smrti, oni su obučavali Haradinaja, oni su obučavali njihove specijalce i oni su ih učili da ubijaju. To je Filip Rondo, direktor te službe, koji je sarađivao i u Hrvatskoj na proterivanju Srba. Ta DGST, francuska obaveštajna služba, je pod kontrolom britanske Mi-6. I tija, znači, ima vljanje vrsta Titova garda. Ima vljanje. Da, on je u Titovoj gardi, a onda je posle toga otišao u Švajcarsku. Švajcarsku su ga direktno preuzeli iz Francuske. Sad se zove DGST, ranije se zvala drugačije, ali to je ta ista služba. Preuzeli su ga Francuzi, pa su ga onda Francuzi prebacili Englezima, pa Englezi Amerikancima, pa su ga Amerikanci i Englezi ubacili kod Jeljcina na dvorac, u Kremlj.
To je uradio šef britanske stanice, Scarlett se zvao, mislim John Scarlett, obaveštajac, koji je kontrolisao i preko Berezovskog i Jelcina. Pa je onda kasnije Bedžet Pacoli preuzeti od Putinove službe, tako da Bedžet Pacoli gradi dan danas u Rusiji i u Kremlju što treba. Ruska obaveštajna služba najviše voli da radi sa dvostrukim i trostrukim agentima, jer to je igra mozgova, ko će koga nadmudriti. Znači, Bedžet Pacoli je Sorošev čovek, engleske službe, francuske službe, ruske službe. Vi znate kako završavaju četvorostruki špijuni ako nisu baš ti? Во моментот нас македонците намача две работи, почитани гледачи. Едната работа не мачи, не загрижува многу повеќе од втората, а тоа е како ќе биде решено прашањето на името, а втората работа се закана дека може да предизвика одреден регионален конфликт. Втората работа е прашањето на Северно Косово, првата работа која нас не загрижува е прашањето на името на Република Македонија. И дали Република Македонија може да излезе од целиот тој процес неоштетена и без одредени сериозни безбедносни кризи. Што ќе се случи сега на Косово? Како Вучич да даде налог на своите медиуми, на своите уредници, да ги затоплат односите со Косово, како да се подготвува операција за признавање на Косово и дека таа операција ја води Александар Вучич, односно дека дал некоја согласност дека Косово ќе биде независна држава. Vučića Zapad strašno pritiska da to što pre reši. I dat mu je rok do kraja juna. Zašto do kraja juna? Zato što će posle svetskog prvenstva u fudbalu Rusi da se ovde malo ozbiljnije umešaju. Што тоа значи според вас? To znači da će da naprave nešto koji je u Siriji. Русите. Da. Овде, мислите на Normalno, мислите на ne Косово? daju oni nama džabe oružje i tako dalje i ovano. Да, вие добивте многу оружје. Jeste. Oni naoružavaju Srbiju. Zašto to rade? Pa da možemo da se suprostavimo... Американците наружат Хрватска, например. Ne, I Kosovo. To je drugo. Na Kosovu ne mogu da naoružaju, jer to je... Ne možete da napravite vojsku ako nemate obučene ljude. Svatate, lako je da naoružate srpsku vojsku, pošto imate školovane oficire, imate kadar, imate tenkiste, imate pilote, imate sve. Svatate. Albanci na Kosovu nemaju takvo. Која би била основата, да речеме, русите да интервенираат на Косово? Која би била основата? По Сирија, Асад ги повика русите. Кој ќе ги повика? Da spreče da Amerikanci, Englezi i Nemci vršljaju u pravoslavnom delu, da kažem, Balkana. Neće oni da intervenišu u Hrvatskoj. To bi bilo neka osnova za jedna poголема војна, веројатно. Pa normalno. Neće to biti, jer nikad nije sa Albancima bilo nekog velikog sukoba. Не, мислам за... Jer oni nisu spremni za veliki sukob. Меѓу Русите од една, британците, французите и германците. Од друга страна. Znate zašto? Zato što je Zapad izgubio tu snagu koju je imao. On više ne može da se suprotstavi, NATO više ne može da se suprotstavi Rusiji. Vi razumite šta je? NATO je sastav 29 država, a ovamo je jedna homogena armija. Значи, смете дека после светското првенство во фудбал To će potpuno drugačija politika da se vodi. Да не одиме на годишен одмор, бидејќи ќе се случи нешто во режија на Русите на Балканскиот полуостров. Neće, ja ne mislim da će doći do sukoba, ali će Rusi izvršiti veliki pritisak i Kinezi će izvršiti veliki pritisak. Ne mislite valjda da će mala Makedonija da preseče put svile jednoj Kini? A put svile ide od Soluna, od dole, ne Soluna, nego od Pirejsa. Oni su kupili luku Pirejs, ne da gaje pečurke tamo, nego da istovaraju robu i da brzom prugom i putevima i autoputevima to ide do Budimpešte i dalje u Evropu. Pa da li mislite da će mala Makedonija sada kaže Kini ne može? Pa, verjetno ste go pravo. Pa nema te sile koja može da zaustavi to. To su svetski procesi.
Што би правили американците, бидејќи реално американците вложија многу средства, Zato oni žele, многу пари, oni su uložili para u smenjivanje rukovodstva. Ali, kad smene rukovodstvo, novo rukovodstvo, omogući Amerikancima da odavde odnesu milijarde. Oni su uložili 120 miliona prilike da sruše Miloševića, a odavde su izneli 100 milijardi. Ili vi razumete? Jer oni drže bankarski sistem, novac, ovo, ono i tako dalje. Nemci drže privredu. I ќе дозволат ли Германија и Америка посилно руско влијање на Балканот? Преголема to ih играта. neće pitati. Ne radi se da li će da dozvole. Tu je greška. Oni su mogli od 91. da vršljaju kako su god hteli, jer se raspao Sovjetski savez i tako dalje i tako dalje. Sad se to obnovilo. Obnovila se Rusija, obnovila se Kina. Rusija je vojno dostigla Ameriku, Kina je prešla Ameriku po privrednom potencijalu. Значи, Pa neće te dve zemlje, i još plus ima tu Indija, pa ima Brazil, pa to su ozbiljne sve zemlje, razumete? Neće oni svi da dozvole da im Amerikanci i dale lupaju šamare. Pa šta je vama? Taman posla. Значи, некаде после светско првенство во фудбал, Pa normalno, zaoštrit će se malo, neće moći. Pa vidite šta rade Englezi. Insceniraju razne gluposti, razne stvari i tako dalje. Значи, ова брзање кое сега се случува, To je samo da se završi posao ako može na brzinu. I eto, gotovo je. ние го сменим името, Jest, da. Србија го признае Косово Da. и све под контрола. Da bi se formirala Velika Albanija, mora da se Kosovo pripoji dole, jer oni hoće da uzmu sa Velikom Albanijom do Niša. Pa kako će da uzmu? Без војна. Razumete? Pa da. Kako će da... Jeste, to je nemačka želja. Da se podeli na Veliku Albaniju i na Bugarsku. I da Makedonija nestane. Jer to su njihovi saveznici bili tada Albanci i Bugari. I u Prvom i u Drugom svetskom ratu. Господин Лучич, ќе можат ли Трамп и Путин да се договорат? Naravno da mogu. И дали ќе може да имат одредена стратегија контра Сорос? Ако Сорос во моментот е реално главен на Балканот, со сите овие играчи кои вие ги наброевте, дали можеме да очекуваме договор Трамп-Путин околу можно идно редефинирање на Балканскиот полуостров? Rekoh vam da možemo da očekujemo, ali mora još da prođe jedan proces glumljenja, koškanja, lupanja, treskanja u sto. Sad će treći svetski rat, neće biti trećeg svetskog rata, pogotovo ga neće biti atomskim bombama jer bi nestala planeta. Znači može da bude nekih ratova koji će da budu kontrolisani, organičani, bez nekih bojnih otrova, ali korišćenjem oružja novih. Jer pazite, sada su Rusi ustanovili da ove tomahavke mogu da obaraju sa elektronikom. Biće još nekih takvih sukoba gde će se probati oružje. Jer u ratovima se najbolje usavršava oružje, vidi se šta valja, šta ne valja. Rat između Amerike i Rusije bi kratko trajao. U tom ratu bi Rusija pobedila. Zašto? Pa zašto je Amerika vrlo ranjiva. Ja sam vama govorio u emisijama, stalno postoje oko obale Sjedinjenih Američkih Država podmornice koje su po 6 meseci na dnu okeana, koji imaju projektile koji mogu da gađaju u dno obale Sjedinjenih Američkih Država. Sa nekoliko projektila oni mogu da izazovu tsunami koji je visok 200-300 metara i da celu istočnu obalu potope. Oni mogu sa jednom ili dve rakete da Yellowstone, vulkan, da aktiviraju i Kalifornija da otpadne u vodu. Šta mislite, da će Teksas da ratuje protiv Rusije? Baš ga briga. Vi da uništite Petrograd i Moskvu, Rusija će se boriti. Rusija će se boriti do poslednjeg Rusa, jer Rusi vole svoju zemlju i spremni su da poginu za svoju zemlju. Да немаме дилема, почитувани гледачи.
Клучното прашање на кое ќе треба да добиеме одговор во наредните 1, 2 или 3 години е каде ќе биде границата на новата Јалта. Границата на старата Јалта поминуваше по средината на поранешна СФР Југославија. Тоа беше та Вардарско-Моравската долина. Сега ми се чини дека границата на Јалта е поместена источно и е на границата на Црното море, Бугарија и Романија. Ако границата на Јалта е поместена источно, тоа значи дека Македонија влегува во пакетот кој оди во рамките на Соединетите Американски држави, односно ние сме зона на интерес на Соединетите Американски држави. И секој интерес или секој влијание на русите и на кинезите ќе предизвика одредени реакции на американците. Ние, кои потекнуваме од Егејска Македонија, знаеме што значи ако се спротивставиме на одредени одредници на старата Јалта. Егејска Македонија во рамки на тогашна Република Грција потпаѓаше според договорот во Јалта во рацете на британците и на американците. Тито со помош на Сталин предизвика граѓанска војна во Егејска Македонија, сакајќи да ја прекрои структурата на Јалта. И сами знаете како помина Егејска Македонија. Заврши бомбардирана со напалм бомби. Ако ние сега влеземе во процес да ја редефинираме евентуалната договорена работа во Јалта, Македонија да влезе во рамки на американските интереси на Балканскиот полуостров, веројатно ќе завршиме како егејците 48-49 година. Господин Трекојич, огледавте ли интервјуто на Рамуш Харинај? Тој е прв косовски политичар, премиер, кој после 20 години на тежок и лош српски јазик дава интервју за една српска национална телевизија. И Рамуш Харинај тамо кажува една работа која е шокантна за албанците, дека што вели дека има католичко потекло. Дека неговата фамилија биле Джого. Јесте. Дека имаат католичко потекло, многу им смета дека... Прадеда овог... Рамуша. Не, него председника, како се зваше? Хашим Атачија. Хашим Атачија е Србин. И то био свештеник Србин. На Хашим Тачи. Прадеда негов. Прадеда Хашима Тачија е био Србин. Свештеник Србин, кој е примио муслиманску веру, да би лакше пребродио неке породи, татумбања историска и така дање. Еден велики део у Северној Албанија су или црногорци или Срби, кои су, да не би отишли баш у муслимане, отишли у католике. То су те ствари. Така, И така даје. Нешто измеѓу. Нешто измеѓу. Кој што Југославија во време на Тито беше, нешто измеѓу. Ни капитализам, ни социјализам, тука, со една нога на една, со друга нога на друга страна. То наиѓу такозвана смутна времена. Што би рекол Андрич, Иво Андрич, што би кажал, да. Да. И онда си луѓи довијају да преживе, да обстану. Господин Трекојич, после светското првенство во фудбал, ќе ве побарам и ќе направиме ново интервју. Каков ќе биде Балканот? Ајде да речеме за 6 или за 12 месеци според вас и така да го завршиме овој интервју. Како ќе личи Балканот после 12 месеци од ова интервју кој денес го правиме? За 1-2 година ви ćete stabilizovati vašu situaciju. Во Македонија. U Makedoniji, da. Да ве чуе Господ. I zaustavit će se to napredovanje Albanaca i tako dalje, i na Kosovu i u Makedoniji i ovo. Jer će geostrateške pozicije velikih sila da se potpuno promene. Svatate? Ne zavisi to od nas, mali smo i mi, Srbi, i vi još manje u Makedoniji. Може би има елементи кои даваат за право вака, што размислувате. Пред 10 дена во официјална посета на Србија беше големиот шеф на руските разузнавачки служби. Pa nije on došao ovde da se vidi sa Vučićem. Бидејќи Вучич не беше ни поканет на инаугурација на Путин. Pa neće ga ni zvati, jer ne smete Putina da lažete. Putina, kad nešto Putinu kažete, to morate i da uradite. И на Ришкин доаѓа во Белград да пренеси порака. Големиот шеф на руските служби за da mu безбедност. prenese, ne poruke, da mu prenese nalog šta mora da uradi. Pa ne daju nama Rusi oružje džabe da se mi igramo sa tim. Значи Вучич сега прима налози од 3 места. Од Ангела Меркел, од Америка, добро, 4. Ali on se uplao sam u to.
И кој налог ќе прифати? Иванов, vaš predsjednik, je perfektno vodio stvar. Dok nije došao onaj Yi, Кој tako ти? zvani. Da, koji je direktno pretio, američki pomoćnik zamjenika sekretara i tako dalje, i tako dalje. I ovaj. Pogrešno je procenio u tom momentu na koga treba da se osloni i kako da se ponaša prema tom čovjeku. Jer tačno je, prete Amerikanci, ali vam ne mogu ništa u suštini. Ne mogu da naprave rat u Makedoniji. Во моментот. Ne. Ni ovog, ni kasnije. Kasnije još manje. Jer nemaju oni tu snagu. Значи за 12 месеци Балканот ќе биде сосема поразличен. Potpuno drugačije stvari idu. Ono što Kinezi traže da se kroz Makedoniju napravi brza pruga, da se napravi dobar autoput sa 3 trake i tako dalje, da taj transport ide. Neće Kinezi da vas okupiraju. Nije. Niti Rusi hoće sad neko parče zemlje još ovde, Srbiju ili Makedoniju. Ovo. Oni bre imaju gigantsku zemlju. Razumete ono? Ne, ali neće da dozvole da to Nemci uzmu, da to uzmu Amerikanci ili da vršljaju ovde. Eto, to je to. Србија ќе го призна или Косово, а дали Македонија ќе смени своето име? Тоа се двете работи кои се уште нејасни на Балканскиот полуостров. Едното прашање е дали Србија ќе го признае Косово или ќе биде принудена да го признае Косово, и второ дали Македонија ќе биде принудена да го смени своето уставно име. Што вие мислите? Pa to sve zavisi od hrabrosti Srba i Makedonaca. Ako Srbi jasno kažu svome predsjedniku da ne može da potpiše priznanje Kosova, onda neće toga biti. Onda će Vučić kao jegulje izbegavati to da uradi. A Makedonci, ako se zaborave, da ste vi mene, Makedonci, poslušali mene, kao što sam joj govorio, i da ste govorili da je Makedonija teritorija gde se gaji mak. Grci za mak kažu paparuni. Da je Makedonija, Grčka, zvala bi se Paparunija. Ali vi niste to prihvatili. Vi ste pričali priču o nekoj boginji Ma i ta priča nije prošla. A ovo vam je mnogo jače. Makedonija je teritorija gde se gaji mak i samo Srbiji i Makedonci trebalo bi su da govore, vama su namerno izbacili tu reč mak Makedonija, pa ste govorili Afion i vi. Afion, imate drugu državu koja se zove isto kao Makedonija. Afganistan, Afion, Makostan. I zaista se tamo gaji mak. Nekada treba da budete lukavi, a ne naivni kao Srbi. Srbi su potpuno zaboravili da budu lukavi i srpske vojskovođe kao što je Mišić su pobeđivali lukavstvom. U ratu se ne pobeđuje poštenjem. Ja stalno govorim, ljudi kažu kad je lukav to je posao đavola. Ja kažem ljudima, da li bi vi poslali sina da ide sa lukavim oficijerom u rat ili sa poštenim oficijerom u rat? Svi ćete reći sa lukavim jer će mi se vratiti. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Вие вечерва можете да проследите две интересни интервјуа со господинот Зоримир Трајковиќ, кој беше главен советник на Слободан Милошевиќ, кој каже шокантни работи во оваа емисија, и интервјуто со господинот Дејан Лучич. Јас ви закажувам ново дружење, нова средба и нова емисија идната недела во истото ова време. До тогаш пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.